да си кажеме денеска малку за она што ни следува, поточно за сите оние кои што планираат оние слободни денови, велигденски празници да ги поминат надвор од земјава, за сите оние кои што планирате некаде да патувате, па нормално денеска ќе потпрашаме кои дестинации се најатрактивни оваа година, дали нешто е променето, дали има некоја дестинација плюс, колку граѓаните ќе патуваат оваа сезона, што заради пасошите, што за економски причини и така натаму. И дефинитивно ќе биде интересно да се слушне и се она што Ана Марија има да го сподели со нас поврзано со туристичките агенции генерално во Македонија, со патувањата и дестинациите. Ќе биде интересно да се проследи денешниот разговор, да си кажеме. Добре дојде, Ана Марија. Прво честитки, 10 години туристичка агенција Став. Секоја чест, не се малку и веројатно многу испратени туристи, задоволни туристи и се она што овие 10 години го работевте заедно со твоите колешки колеги во агенцијата. Да, кога се ближат празници, секогаш се наметнува темата за која што денеска ќе зборуваме. Посочно оваа година имаме богами можности да споиме дел од граѓаните кои што може да си земат некој слободен ден, и тоа многу малку, и да си спојат малку повеќе за едно убаво патување, кој каде љуби и секој со своите можности. Сега сме овде да зборуваме малку за патувањето надворот на нашава земја, но првично да прашам, каква е ситуацијата со патните исправи, со пасошите, се стабилизираше ли се тоа, доаѓаат ли луѓе се уште се жалат, откажуваат заради неможност да извадат пасош и така натаму, што се случува во тој поглед? Прво благодарам на честитките за 10 годишнината. Јавно една благодарност до сите кои што ја дале довербата овие години во надзор, тоа што знаеме дека една туристичка агенција да обстои, најважно е да има патници кои што ќе бидат задоволни и ќе се враќаат повторно, така да сите ние работиме за да бидат задоволни и да ги оствариме желбите на луѓето. Со што повеќе дестинации, со што повеќе можности, а по поволни цени нормално. Јасно. Сега, како и за секој предстоен празник, продолжен викенд, нашите граѓани размислуваат негде да прошетаат, некои одлучуваат за подалечни дестинации, некои одлучуваат за поблиските дестинации. Можам да кажам дека доминира изборот на поевтини и поблиски дестинации. Секако тоа има влијание на буџетот, можностите на граѓаните, така да до некои 150-160 евра аранжманите се доста побарани во однос на подалечните дестинации, често цени се движат над 300 евра. Таа статистика е оваа година за разлика од минатата или генерално е тоа така за овие празнични Така, тоа е генерално за ваквите викенд, продолжен викенд патувања, нормално повеќе ги бираат поевтините аранжмани луѓето кои што може да поминат повеќе. Посебно сега кога се доближува летната сезона, за поголем буџет го оставаат за летниот период, бидејќи има и граѓани кои што со време си резервираат, си букираат за патувањата за летната сезона, така да од сега има резервации за јули, август и слично. И нормално секој си го планира сопствениот буџет. Оно што го напомена како што претходниот пат зборувавме токму во вашата емисија дека проблем беа патните исправи, тоа беше најголемиот удар за 8-мартовските патувања. Тогаш сериозно се виде последицата дека граѓаните не можеа да патуваат заради тоа што не можеа да извадат пасоши, односно тогаш доцнеа тие што се има сликано од декември, во март се уште ги немаа подигнато. Сега во моментот не е толку актуелно, гледаме и медиумски, малце подзастана тоа, меѓутоа се уште трае проблемот заради тоа што тој што успеал да се слика, тој што е решен да патува, вади и по брза постапка, тоа е факт. Ако некој сака да патува, има можност и ќе си плати по брза постапка, меѓутоа по редовна постапка, луѓето кои што сега се сликаат не е она вообичаена процедура за максимум 2 работни недели, Да, се уште треба малку да се даде, да се издадат пасошите, туку се уште сега се сликаат луѓето, а ќе ги добијат пасошите негде во јуни месец. Така да можам да кажам дека тоа има влијание. Нема да пропадне сезоната, со оглед на тоа дека верувам дека пред сезона. Позитивно настроени, очекуваме дека на време, дека тој што планира да патува сега ќе се слика за како што најавуваат почеток на јуни да ги добијат пасошите, па и стари одмори да може да се искористат луѓето до крај на јуни и во текот на летната сезона. Среќа што не ме фати некој таков период каде што 8 март, но тоа беше оние рани патувања. Не ме фати овој мај, па и летниот период каде што веројатно и многу загуби ќе трпеат туристичките агенции. Така е, нормално. Мислам, патувањето е секогаш атрактивно, меѓутоа заради можностите од работа, кај нас генерално понудите се
се насочени на тие продолжени викенди, така да во овој период имавме 8 март кога жените одлучуваат негде да патуваат и овој продолжен викенд Но за жените Великден. ништо не може да ги спречи, така да кога една жена ќе одлучи да шета, ќе шета. ќе најде начин. Така е, во позитивна смисла, нели? Нормално. Да не сватат погрешно. Да, факт е дека е позитивно тоа што не се случи ова баш во шпиц сезона кога има патувања секојдневно како што е летниот период, па тоа сериозен удар би имало. Иако морам да нагласам дека и ова имаше голема влијание. Да, јасно. И врз Посебно и интересот- абсолвентите и оние нели студентски И тоа патувања. се уште трае, тоа е се уште процедура, тие се уште треба да изведат заради тоа што еве сега И треба крај да на се мај блокира се малку тие порано. патувања. Така е, а се уште ги немаат информациите дали ќе добијат или нема да добијат пасош на време. Пред да преминем на дестинациите, кои што сакам малку да ги продискутираме зошто се тие баш кај нас наактуелни, ме интересира околу цените, нормално. Ги спомена, поевтините аранжмани се бараат овој период, но колку тие поевтини се ефтини како и минатата година? Има ли покачување на цените генерално вака статистички, она што го гледате вие во агенција? Како што се во општеството генерално се покачи. И очекувано, верувам. Така, очекувано беше покачувањето. Мислам, покачувањата не се само во нашата држава, тоа е на светско ниво. Да, овде зборуваме генерално, така. Да, на светско ниво, така да нормално дека и хотелите, апартманите, сместувачките капацитети, превозот се е покачено во однос на минатите години, меѓутоа не е некое сериозно покачувањето. Зависи од аранжман до аранжман се движат покачувањата од 10 максимум до 20%. Аха, нема на 20 некоја драстично повишување, бидејќи се зборуваше посебно ете за Грција, нели како дестинација која што нашите ја преферираат, односно од Македонија и најблиску и нели се преферира голем дел од нашите граѓани да поминат лето и празници таму, дека околу 30% се жалеа дека веќе цените се Покачени се, да, и таму на лице место нормално за храна, за да седнеш на пијачки, слично се покачени цените, меѓутоа не се така дупло и слично. Добро. Стигаме до дестинациите. Ја би почнал од крв, затоа што таму за Великден навистина е многу интересно и препорака до сите оние кои што имаат можност, не мора оваа година, некоја од следните години, имаат убава традиција и ја имате и вие, а и сите агенции генерално како дестинација, посебно за Великден. Да, токму така островот Крв има сериозна организација за великденските празници и можам да кажам дека најголемиот интерес е за таа дестинација. Секогаш било заради тоа што знаете, граѓаните одлучуваат да патуваат, меѓутоа многу им е важно што се случува таму, бидејќи некоја дестинација може да ја посетат било кога друг период, а заради тоа што овде има посебна уникатна традиција, од таа причина ја бираат оваа дестинација, не е скапа нешто посебно. Односно, што се случува на островот Крв за Великден? Свети Спиридон е заштитник на островот и градот Крв, има црква во градот и таму се чуваат моштите на Свети Спиридон и на празникот Великден е еднаш од 3 пати во годината кога тие ги шетаат тие мошти низ целиот град. Има цела музички поворки кои што започнуваат уште од претходните денови пред ние да отидеме на нив. Нашите тури обично почнуваат од петок, заради тоа што како неработни денови ги користиме, така да во петок кога ќе одиме ме пречекуваат поворки музички кои што се движат, значи дечиња, возрастни, кои што со оркестри, со пеење се движат низ целиот град, се излегува од секоја црква, се посетуваат црквите, се излегува од секоја црква, значи маршираат низ градот со музика, фрлаат цвеќиња, дечиња на сите страни. Тоа е толку убаво што се гледа, значи и во петокот и во саботата исто така, значи околу 9 часот наутро се шетаат моштите на Свети Спиридон, а во 12 часот има друга традиција кога се фрлаат ќупови. Заради тоа што на главниот плоштад, па и на сите странични, на зградите се наредени луѓе, ќупови полни со вода и тие се надпреваруваат кој поголем ќуп што ќе го стават и тие ќупови се фрлаат и долу се кршат. Што значи тоа? Уништување на злото од претходната година, да те прати среќа наредната година на времето кога со земјоделие се занимавале што имало суши, значи да бидат плодна годината, да има успех, среќа, берикет, значи уништување, фрлање на тие ќупови, има и десетици илјади туристи кои што се наредени долу, го гледаат сето тоа, како се аплаудира, како се навива, како ги кршат ќуповите и може секој си земе парче од тој ќуп за да понесе со себе за среќа. Да, тоа е нешто интересно, уникатно што го нема на други места и вечерта точно нели на полноќ, не е околу црквите како кај нас, туку на самиот плоштад има нели попови се поминуваат, така.
службата, ритуалите и после тоа во 12 часот има многу убав огномет. Така да после кој оди, кој претходно нели постел, одат може да се седнат во тие таверните за да се омрсат. И во неделата е ден спремен за великденски ручек, сегде се вртат јагниња, така да може секој да се седне на ручек. Значи, баш е убаво опуштено цело време со традиција и случување. Интересни обичаи кои што нели не специфични и ги предизвикуваат, ги повикуваат туристите нели да го посетат крв. Така. Добро, што друго е интересно од овие пролетни дестинации? Да, значи... Ги имате Будва и Дубровник, актуелни се во пролет? Па да, се што е на море... Дека далечку за нас, викам... Не, заради далеко, ама нашите граѓани си ја сакаат Југославија генерално и Будва, Дубровник, па и Хрватска Истра на тој дел. Значи, има патувања, прво тоа што нагласив, значи, крв да и традицијата, меѓутоа и морето ги привлекува луѓето, а исто и други дестинации, како што ја кажа поврзаноста, ќе кажам, со Југославија, нели? Секогаш ги привлекува нашите граѓани, близината на луѓето исти како нас. Нема таму некои посебни случувања, меѓутоа нормално христијанска земја, слични јазици, музика, храна и сето тоа, така да секогаш се атрактивни за нашите туристи. А посебно можам да нагласам сега заради тоа што нели може топло е времето, а има можност да одат со лична карта, нели се дозволи, со старата лична карта, без северна, така да и од таа причина луѓето ги бираат и тие дестинации за да ги посетат. Може во Хрватска? Не, Хрватска не. Хрватска нема да имаат можност да ја посетат Хрватска, мора со пасош. Со лична карта, да. Со Црна пасош. Гора, така? Да. Добро. Убаво е да се знае, нели, за сите Така оние е. кои што немаат нови патни исправи. Што станува со оние малку подалечните? Се бараат ли, се одили, малку рано лето да фатат, односно Египет, Тунис, Турција генерално, нели, Анталија, Бодрум. Да, само Анталија има нешто за тој период за чартери, а додека останатите почнуваат на крајот на мај. Уште не Да, се па подготвуваат. знаете, сепак ние немаме толку многу публика за да се пуштат, а за да се пушти еден авион треба да се пополни, а од крај на мај веќе почнуваат летните аранжмани, кога се поповолни цените за... Мај се пуштаат чартерите Крај генерално, на мај, да почеток знаат на и оние кои што јуни. сакаат Да, рано, да, нели, да. да се букираат, пошто и цените се прилично Цените се поевтини, во мај крај за на разлика мај, од- почеток на јуни, така е и климата, знаеме, таму е подобра во тој период, пак ќе нагласам стари одмори Немој кои за сакаат. климата се менува, гледаш што се случува Да, денеска. и нас, Жешко така е. ни е, утре ќе ни биде ладно. Да Баш се така. пошегуваме малку на времето, но да, дефинитивно нема утка што се несува во тие дестинации. Од вака подалечно во однос, не толку далечни, меѓутоа европските дестинации, како што се Барселона, Рим, Париз, секогаш се атрактивни, и Италија е доста атрактивна. Италија има и автобуски, има и Рим го споменав, меѓутоа и други, сакав да кажам, делови на Италија. Јужна Италија, на пример, Амалфи, тој дел, каде што можеби не се патува со авион, за да се дојде до поевтина цена за граѓаните, меѓутоа се патува со траект од Игуменица, што е ноќно патување, луѓето може да си одморат, да си поспијат, така да еве да кажам и тоа е нешто во последниот период актуелно интересно за граѓаните кои што го бираат и тој дел на Италија да ја посетат. Колку кај нас се бараат, речеме, тие крстарења? Има ли доволно интерес? Почнува, не, ова е за само ноќно патување за да се стигне него од Игуменица до Бari, но да, не е чисто ме како потсети да крстарење, прашам. да. Меѓутоа да, во последните години има и крстарења кои што Имаат ли низ интерес Европа, нашите граѓани Медитеранот. да одат на крстарење? Почнуваат. Имаме ли навика за крстарење? Почнуваат, Обично нели почнуваат. летото, плажа, да се Да. стационираме или Да, all да, inclusive или некаде блиску на Видете, море. јас ќе нагласам, ако има пари, ако имаат луѓето пари да добро, шетаат, тоа е ќе нормално. почнат да се интересираат за Така е. такви патувања. Така е, тоа е пресудно. За жал кај нас економската ситуација и ограничените средства на граѓаните кои што ги имаат треба да одберат. Јасно. Дали ќе одат на летен одмор 7 дена таму, дали ќе одат на едно викенд патување во текот на годината, бидејќи 4-члено семејство, нели? Да. Не е малку за да се Да, одлучи за такво нешто. Така да мислам дека ако се е поголем стандардот, повисок стандардот, повеќе средства имаат граѓаните, мислам дека нормално и за тие патувања ќе биде поголем интерес. Оно што го забележав и во вашите понуди генерално во сите агенции, дека овој период се обично резервирани за разглед, туристички разглед на одредени локации, места или градови и спа, можеби туризам, така е некако се аранжманите поделени.
веројатно е Да, и дефинитивно. тоа најбарано. Значи, еве да нагласам српските бањи, не знам, Луковска, Куршумлиска, Пролом бањи, слично се доста атрактивни за нашите туристи, како оно што кажавме спа, малце да прошетаат природа, малце чист воздух, така и овде исто. Со лична карта без оние што немаат пасош може да посетат, за Бугарија опаднат интересот за тој спа туризам во последните години заради политичката ситуација. Да, како што бугарите се откажуваат од патување кај нас и нашите граѓани се откажуваат. Немаме некој посебен. Има нормално, не ама не како што било. Како што беше, да. Да, значи повеќе се за шетање и што може да се избањаат во базени, во спа центри. А после тоа веќе крај на мај почнува аранжманите за на морето. Намерно те потпрашав за се, за да им дадеме идеја и инспирација на нашите гледачи. Каква сезона очекувате? Вака од сите досегашни ситуации, предвидени и непредвидени, какво лето се очекува? Видите, туризмот е една толку неизвестна дејност што некогаш нештата не зависат од нас. Долгорочно не може да се планира. Него многу не зависат од нас. Така. Значи како што го имавме растот во туризмот 2019, 2020, 2021 не стагнација, него сериозен пад во кој што беа потребни, да кажам, некоја година за да се вратиме во нормала. 2022 почна да се крева, 2023 беше одлична, така да се надеваме дека ќе има раст понатаму и за 2024 година. Интересот кај граѓаните го има, можам да кажам дека има еден тренд на патување, сакаат луѓето да патуваат, меѓутоа секогаш вакви некои ситуации што не смееме сериозно да си дозволиме да зависи од државата за да немаат луѓето исправи да ги спречи тоа да не сакаат да патуваат. Тоа е прво што не смее да се дозволи, а втора работа и овие временските услови не зависат секогаш од нас, а на луѓето имаат влијание за да одлучат да патуваат, така да се надеваме, еве се прогнозира топло и убаво лето, така да се надеваме дека сите ќе си патуваат. Ќе си го реализираат своето летно патување, бидејќи ако не повеќе секој граѓанин работи цела година и заслужува да си оди на едно летно патување. Ја мислам дека генерално сите туристички агенции имаме понуди за сечи џеб. Од најевтините апартмански сместувања до најлуксузните и чартер летови, сериозни авионски подалечни дестинации. Да. Тука завршувам. Следна средба дефинитивно ќе биде за оние аранжмани, она што го очекуваат, она што го добиваат, а можеби не го наоѓаат, па како се справуваат со тие проблеми и сите оние ситуации поврзани со туристите генерално и односно граѓаните кои што патуваат. Интересно ќе биде и тогаш, така да еве ова нека биде причина да се видиме, и најава да се видиме пред летото или за време на летото, пред крајот на оваа сезона. Ти благодарам многу. И успеси. И многу наши граѓани да испратите на убаво патување кое што ќе му остане во сеќавање. Благодарам, дај Боже.